Централни вести, добро вечер и ви благодарам што сте на Канал 5. Ова се насловите. Воведните зборови за Пулс пред финиш и екс-вработените во економија и во пазарен отфрлија вина. Остри тонови на адреса на обвинителството. Што правевте вие 13 години во Кочани? Ако ја прифатиме ваквата теорија, тогаш обвинителот требаше да го слуша, а не да го чита обвинителниот акт. Предлогот за разрешување на Коцевски стигна во собранието. Ако биде разрешен, невладините очекуваат транспарентна постапка при изборот на нов обвинител. Не во смисла на тоа транспарентноста да биде само формалност и да биде презентирана однапред утврдена кореографија. СДСМ ја објавија резолуцијата за мигрантите. ВМРО ДПМН не сака да потпише резолуцијата. Од ВМРО ДПМН го обвинија дека тој како министер работел на изградба на мигрантски камп. За тоа Венко Филипче гласал со две раце. Владата засега не размислува за забрана на социјалните мрежи по примерот на Австралија. Родителите веќе покренаа петиција. Граѓаните поделени. Да, дефинитивно. Зошто така мислите? Па, зашто се излезено од контрола со младите? Не треба, тоа уште самите у школа треба да им рече да не ги користат тие работи. Со воведни зборови на одбраната на преостанатите обвинети, во судницата во Идризово продолжи судењето за пожарот во дискотеката Пулс. Своја одбрана дадоа поранешни вработени во Министерството за економија и во Пазарниот инспекторат. Обвинителството денеска се соочи со најостри напади од адвокатите кои го оспоруваат обвинителниот акт. Кои се нивните аргументи? Повеќе од Дејан Трајковски. Во финишот на воведните зборови на одбраната во случајот Пулс, адвокатите на обвинетите ги интензивираа нападите врз обвинителниот акт и обвинителите. Прашуваа што изминативе 12 години правело обвинителството од Кочани и зошто не постапило подопрен глас по однос на незаконското работење на дискотеката. Според адвокатите на обвинетите екс-службеници во Министерството за економија, тие немале надлежности да излегуваат на терен и да проверуваат дали објектот исполнува услови, туку велат надлежност на службениците било да проверуваат дали барателот на лиценца ја поседувал целокупната документација. Воведен збор даде одбраната на обвинетата Размена Чекич-Дуровиќ, поранешна државна секретарка во Министерството за економија, тврдејќи дека ќе ја докаже нејзината невиност и дека не била дел од постапката за издавање на нова лиценца на Пулс, оти била на друга работна позиција. Обвинетата Размена не била инволвирана во постапката за издавање на лиценца, бидејќи такво действие не спаѓало во незините овластувања како државен секретар. Почитуване суда, се согласувам со воведни одговори на одбраните, али немам што да додадам. Што правевте вие 13 години во Кочани? Што правевте? Ако ја прифатиме вашата теорија, вие... Не, окей. Јас кажав ништо лично. Ако ја прифатиме ваквата теорија, тогаш обвинителот требаше да го слуша, а не да го чита обвинителниот акт. Никогаш во животот нит сум мислел, нит знам каде е Пулс, нити некој друг објект, нити ни било обврска, нити надлежност по закон да вршиме проверка на било какви услови. Обвинението тврди дека била свесни за опасност, но нема ниту еден доказ за тоа. Ниту еден од техничките услови што се споменуваат во обвинението не е во надлежност на Министерство за економија. И одбраната на обвинетите инспектори од Пазарниот инспекторат тврдеше дека ќе докаже во понатамошната постапка дека нема вина кај нивните клиенти, а адвокатот на поранешниот инспектор Миле Ампов обвини дека со ова обвинение се прави лов на вештерки. Обвинетата инспекторка пак Блашка Евтимова рече дека при нејзиниот инспекцијски надзор во дискотеката Пулс во 2012 година објектот ги исполнувал условите за работа со капацитет од 170 посетители, а обвинетиот инспектор Емил Митев пак тврдеше дека немал насоки да проверува дали објектот ги исполнувал условите. Јавното обвинителство Кочани не може мирно да спие. Зашто обвинителе вие едноставно подопрен глас не сте реагирале и до оваа трагедија на 15 или 16 март немало да дојде. Веројатно обвинителството овој лов на вештерки од 2012 го врши
за да го скрие овој системски пропуст на државата. Објектот во целост ги исполнуваше условите предвидени од страна на наша надлежност согласно законските одредби по кои постапуваме ние. Не постои писмен акт со кој ми е наложено да спроведам контрола. Немам сознание дека се врши угостителска дејност во Пулс по 5.2.2022 година. Инаку, на обвинетиот Джеваир Камбери, кој е поранешен службеник во Министерството за економија, по одлуката на апелациониот суд му е укинат ефективниот притвор со дадена гаранција од 600.000 евра. На следното рочиште, кое е на 25 декември, ќе се слушне и последниот воведен збор на обвинетиот Александар Нацев, сопственикот на Рубикон, агенцијата која го обезбедувала објектот. Пратениците го чекаат предлогот за разрешување на јавниот обвинител Коцевски да биде ставен на собраниска седница. Владината иницијатива денеска пристигна во собранието, а на потек е собранискиот спикер Гаши. Јана Јосиповска со детали. Предлогот за разрешување на државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски од влада стигна во собрание. Се очекува во текот на денот да биде проследен до сите пратеници. Сега на потек е собранискиот спикер Гаши, кој треба да закаже седница за негово разгледување, но кога таа би се одржала, тој допрва ќе одлучува. Сепак известно е дека Коцевски ќе биде разрешен од функцијата, со оглед на тоа што е потребно просто мнозинство од 61 глас за, а владеачкото мнозинство претходно му изгласа недоверба. Според Дарко Аврамовски од коалицијата Сите за правично судење, проблематична е самата постапка за разрешување на Коцевски, а со нејзиното пролонгирање според него се остава сомнеж за политизација на процесот, а механизмот за одговорност и отчетност за јавно избраните функционери се ризикува да се претвори во некаква алатка за политички пресметки. Според него, изборот на нов јавен обвинител мора да биде транспарентен и со поддршка од сите партии во собранието. Ќе мора да се спроведе транспарентна и отчетна постапка, меѓутоа не во смисла на тоа транспарентноста да биде само формалност и да биде презентирана однапред утврдена кореографија или да биде на некој начин стереотипно, абстрактно излагање на некои празни флоскули кои во суштина не оддаваат доверба во јавноста дека на вистина станува збор за вистинскиот кандидат. И веројатно оно што ќе биде најтешко да биде постигнато е доколку јавниот обвинител биде избран со широко мнозинство од што е можно поголем број на пратеници, односно да се оддаде впечаток дека станува збор за надпартиски кандидат кој го поддржуваат повеќе партии во парламентот, а не само владеачкото мнозинство. Државниот обвинител Коцевски пак најави дека своите аргументи ќе ги образложи пред пратениците. Тој во целата постапка за негово разрешување гледа политичка одлука, а наводите од владата дека била нарушена функционалноста на обвинителството ги смета за неаргументирани. Кој ќе биде наследникот на Коцевски засега нема одговор. Премиерот Мицкоски кажа дека ќе се избира на јавен повик. Од опозицијската СДСМ нема да го поддржат неговото разрешување. Нивниот став е дека се што се презема во правосудството, а не вродува со плод, е погрешен чекор. Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците и Законодавно-правната комисија ја усвоја потребата од донесување на новиот предлог закон за судскиот совет, кој што представува и основа за суштинска реформа во правосудството. Предлог законот доби поддршка од сите членови на комисиите, вклучително и од опозицијата. Според ресорниот министер Игор Филков, со предлог законот се поставуваат темелите на независна и функционална судска власт, што е предуслов за владење на правото. Клучни новини кои се предвидени со законот се: јавност во постапката за разрешување на претседател на судскиот совет. За прв пат прецизирање на критериумите за избор на истакнат правник. Воведување јавна расправа при избор на кандидатите за несудски членови, зајакнување на критериумите за избор, одговорност и разрешување на членови на советно, прецизирање на постапката за дисциплинска одговорност на судиите, но и на членовите на судскиот совет. Темата мигранти и натаму ги бранува власта и опозицијата. Од ВМРО ДПМН е со обвинување дека лидерот на СДСМ Филипче пред 7 години како министер во тогашната влада
работел на план за изградба на приватен центар за мигранти во Бардовци. Филипче пак останува на тврдењето дека прифаќањето на мигрантите е дел од договорениот кредит со Велика Британија. Сања Трајковска-Ставров. Власта и опозицијата со нов бран меѓусебни обвинувања на тема мигранти за пари. Лидерот на СДСМ Венко Филипче обвини дека власта планира избори на пролет за во јуни да прими мигранти, оти се обврзала на пакет договор за кредитот од Британија. ВМРО ДПМН пак негира и возврати со контраобвинувања кон Филипче дека токму тој пред 7 години работел на отворање на мигрантски кампови. ВМРО ДПМН не сака да потпише резолуцијата. Не сака да им даде гаранција на граѓаните на Македонија, затоа што не може. Затоа што се обврзале да примат мигранти. Мицкоски сега со истата техника сака да го протне проектот мигранти за пари. Сака да замачка очи на народот, да го изврши ова страшно дело, за поизборите да се обиде да си добие уште 4 години власт, за да има време да ги избрише трагите на една од најголемите измами што граѓаните на Македонија ја доживеале во својата историја. Во однос на резолуцијата за мигранти од ВМРО ДПМН кажаа дека СДСМ немаат доставено таков документ. Сепак по пинг-понг дописки од двете страни доцна попладнево од СДСМ ја објавија предлог резолуцијата со 7 точки со адреса до Законодавниот дом, а откако од ВМРО ДПМН го обвинија Филипче дека токму тој имал партиска и државна политика за населување мигранти. Еве го службениот весник, кај точката 1.6, ке цитирам, изработка на државно урбанистичко планска документација за прифатен центар на странци за потребите на секторот за гранични работи и миграции при Министерството за внатрешни работи. Ова е тоа. И ова е поминато на влада и за тоа Венко Филипче гласал со две раце. Се додека Филипче е во опозиција, во Македонија мигранти нема да има. Премиерот Христијан Мицкоски во последните изјави за медиумите можноста за прием на мигранти по договорот со Британија ја нарече политички конструирана мигрантска криза и кажа дека ќе се повлече од политиката доколку опозицијата до пролет успее да најде барем еден мигрант на територијата на државата. Оваа влада ниту водела, ниту ќе води политика за прифаќање мигранти во каква било форма, уверува министерот за надворешни Тимчо Муцунски. Стратешкото партнерство со Обединетото кралство се темели на меѓусебно почитување и доверба, како и на соработка во политиката, економијата и безбедноста. Темата за наводно прифаќање мигранти представува класичен дневнополитички обид за дефокус, последица на драматично нискиот рейтинг и безидејноста во која СДСМ е заглавен подолг период. Крајно неодговорно е да се одржуваат пресконференции врз основа на сензационалистички, непроверени и неточни информации, со што намерно се создава лажна перцепција во јавноста и заради партиски интерес се злоупотребуваат чувствителни теми, пишува Муцунски на Фејсбук. Невзат Бејта по трет пат ќе ја бара довербата на гостиварци. Овој пат со променет политички дрес ќе биде кандидат на владеачката Вреди и за еден месец ќе се соочи со неговиот поранешен сопартиец Ваљбон Лимани. Денеска истекува рокот за кандидирање на повторените избори во 4 општини, каде што не се избраа градоначалници на редовните избори поради недоволната излезеност. Ивана Стојановска. Вреди го промени градоначалничкиот кандидат за гостивар и на повторените локални избори, наместо со себе Един Даути со кој стрчаа во првиот круг од локалните. На 11 јануари довербата ќе ја бараат со Невзат Бејта. Тој во 2 наврати веќе беше градоначалник на оваа општина на Одуи, каде долги години беше и подпредседател. Бејта, кој денеска и официјално ја поднесе кандидатурата до ДИК, вели дека одлуката била донесена како резултат на внатрепартиските анкети и во консултација со лидерите на Вреди. И сум многу захвален и благодарен од лидерите на Влен, што ми дават поддршка. Тие го дават ова поддршка да го спречат рушењето на градот, што го има направено до 8 години. Бејта во битката за гостивар ќе му се спротистави на поранишниот сопартиец Ваљбон Лимани, кој вчера поднел повторна кандидатура како кандидат на Националната алијанса за интеграција.
Оттаму пак се настав дека Бејта не може да донесе вистински промени во Гостивар. Халил Снопче во гостување на ТВ21 порача дека не стравуваат од кандидатурата на Бејта. Душими мерами смерком, душими ме навзад Бејтам боешка, лет кандидуе невзад Бејта, лет бим пес невзад, ска проблем. По фляс пер менталитети не тюре, чвар душими на офренато, чвар душими на офру. Рокот за поднесување кандидатури за повторените локални избори истекува на полноќ, а досега освен Бејта и Лимани, кандидатури до ДИК пристигнале из општина Врапчиште. Таму најповторно го кандидира Исен Шабани, од Вреди за сега немаат кандидат, а поднесена е една независна кандидатура од група избирачи. За Центар Жупа, како што информираат од ДИК, кандидатура пристигнала само од Демократската партија на турците, додека за Маврово Ростуше досега нема пријавени кандидати за градоначалник. На 11 јануари ќе се гласа во 4 општини во кои не беше достигнат цензусот во првиот круг од локалните. Кампањата стартува на 22 декември, а во моментот со општините раководат владини повереници. Цензус на повторените избори не е предвиден со изборниот законник и избран градоначалник ќе биде кандидатот кој ќе освои мнозинство од гласовите. Владата засега не размислува за забрана на социјалните мрежи по примерот на Австралија. Родителите веќе покренаа петиција. Граѓаните поделени. Да, дефинитивно. Зошто така се? Зашто се излезено од контрола со младите? Не треба, тоа уште самите у школа треба да им рече да не ги користат тие работи. Судиите и административците се уште не ја зеле ноемвриската плата. 4 судови веќе најавиле прекид на работата, а од УПОС најавуваат дека нема да ги спречат доколку влезат во штрајк. Председателот на УПОС Трпе Деановски вели дека освен платите, проблем е и тоа што во последните 3 години нема нови вработувања во судовите. Детали од Јорданчо Цветановски. Вработените во судовите се уште не ја зеле ноемвриската плата. Можноста за штрајкови и протести не е исклучена. 4 суда веќе најавиле прекин на работата. Доколку освен платите, Судскиот буџетски совет не донесе одлука и за одобрување додатоци на плата за вработените во судовите, кои не ги добиле 8 месеци наназад. Станува збор за од 1400 до 1600 вработени. Моментално никој нема плата додека не се пуштат платите за сите вработени во судовите. Додека не се донесе одлука на Судскиот буџетски совет, а денеска треба да се донесе одлука и им препорачувам да донесат одлука со додатоци на плата за вработените во судовите. Од наша страна кажано, се извинувам дека нема да чекаме сите судови, ако некој суд сака да штрајкува, ќе штрајкува. Освен платите, состојбата во судовите дополнително се влошува поради тоа што со години немало нови вработувања, соопшти првиот синдикалец на УПОС Деановски. Ќе го земам кривичниот суд, за пример имаме 44 дактилографи на 69 суди. Тоа е бројка што не може да се одржи никако. Еден работник моментално работи, извршува работни задачи за 4 или 5 работници, еден работник работи со тројца, петорица, суди, обвинители, така натаму и така натаму. Истата ситуација е и во управата, меѓутоа моментално во судовите и обвинителствата ситуацијата е многу алармантна. Председателот на УПОС побара итно донесување на Законот за судска служба и јавно обвинителство, и тоа до крајот на оваа година. За како што кажа, конечно од 2026 година да се вреднува работата во судската сфера. Обвинителството бара притвор за лицето кое доцна синоќа упадна во студиото на Инфомакс и го попречило емитувањето на програмата. Според МВР се работело за 43 годишен скопјанец кој имал здравствени проблеми и претходно бил спроведуван во психијатриската болница во Бартовци. Со осуда за случајот се огласија и политичките партии и новинарските здруженија. Маја Стојановска. Уапсено е лицето кое синоќа насилно упаднало во просториите на Инфомакс за време на емитување на подкаст во живо. Според сведоштво на водителите, напаѓачот искршил 2 врати, упатувал закани по нивниот живот и се обидувал физички да се пресмета со нив. Како што информира од МВР, станува збор за 43 годишник од Скопје, лице со здравствени проблеми, кое претходно било спроведувано во психијатриската болница Бардовци. Полициски службеници го лишија од слобода ГС од Скопје веднаш по добиената пријава синоќа во 23 часот и 45 минути. По целосно расчистување и документирање на случајот против ГС ќе биде поднесена кривична пријава по брза постапка.
На вонредна пресконференција, лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче го осуди нападот, нарекувајќи го еден од најголемите медиумски инциденти. Повиците за насилство, представници и симпатизери на власта, резултираа со најголемиот медиумски инцидент после упадот во А1 телевизија во 2010 година. Според информациите што ги добивме, напаѓачот е член на владеачката партија ВМРО ДПМН. Злоупотребата на власта и на МОК-та синоќа ја видовме на дело. Слободата на граѓаните и слободата на медиумите е загрозена. Нападот го осудија и од ВМРО ДПМН. Ваквите инциденти се неприфатливи и представуваат закана за основните демократски вредности, велат од владеачката партија, и го отфрлат обвинувањето од Филипче за било каква поврзаност со случајот. Слободата на медиумите, правото на информирање и независната новинарска работа се темелни принципи за кои како партија од секогаш сме се залагале. Без оглед на разликите во ставовите или уредувачките политики, секој медиум мора да работи во средина која гарантира безбедност, достоинство и почитување, стои во соопштението на ВМРО ДПМН. Реагираа и новинарските здруженија. Од Здруженијето на новинари на Македонија бараат најстрога санкција за сторителот, со цел спречување на идни напади и очекуваат ефикасно постапување од надлежните институции. Владата разгледува опции, но засега не гледа потреба за забрана на социјалните мрежи за тинејџерите по примерот на Австралија. Министерот Андоновски вели дека немаат намера да се мешаат во изборот на граѓаните и дека е поважно да се работи со родителите. Група родители веќе подготвуваат петиција за регулирање на социјалните мрежи во земјава. Сандра Спасовска. Државата засега не размислува да го следи примерот на Австралија за забрана на социјалните мрежи за деца до 16 години. Министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски вели се разговарало за овие прашања, но според него, наместо државата да одлучува и да се меша во изборот на граѓаните, многу поважно е вели да се работи со родителите, бидејќи сите алатки имаат граници. Според Андоновски, ако родителите ја насочат потребата од седење на децата на мобилни телефони кон корисни алатки, тогаш не ни се потребни никакви забрани или ограничувања. Секоја алатка или секој социјален медиум има граница за под 16 години. Ако родителите тоа го имплементираат кај нивните деца, тогаш децата нема да имаат пристап до алгоритми кои што се штетни, содржини кои се штетни за нив. Доколку тоа не го прават родителите, многу е потешко државата да се меша во слободниот избор на секој граѓанин и на секое семејство и да одлучува што некој граѓанин смее, а што не смее да гледа. Во земјава веќе има граѓани кои позитивно гледаат на законското решение на Австралија. Во јавноста денуве се појави и петиција со која се собираат потписи за регулација на употребата на социјалните мрежи за деца под 16 години. Оние граѓани кои ги анкетиравме пак со поделени мислења. Паметна работа. Попаметно тоа не може да биде. Треба, точно така. Треба да се забрани, да. Не мислам дека 16 е многу, али некоја пониска граница околу 13-14 би се согласил дека треба. Да, дефинитивно. Зошто така мислите? Па, зашто се излезено од контрола со младите. И сепак 16 години е мала возраст. Може дури над да биде до 18. Не треба, тоа уште самите у школа треба да им рече да не ги користат тие работи. Они така се научиле, се размазиле и се им дават родителите и сега треба да се забрани. И тука така треба да биде. Австралија стана првата земја во светот што со закон ги забрани социјалните мрежи за деца под 16 години. Законот стапи на сила вчера, а платформите се затвораат или замрзнуваат профилите на сите корисници за кои ќе се утврди дека се помлади од законски дозволената возраст. Но дел од мрежите нудат можност, откако младите корисници ќе наполнат 16 години, да си ги вратат профилите, односно повторно да ги активираат. Според австралиската влада, со ваквата мерка се обезбедува поголема онлайн заштита на младите од штетни и ризични содржини. 96 нови случаи на грип се регистрирани во изминатата недела, што е незначително зголемување во однос на истиот период лани. Досега се вакцинирани над 76.000 лица од ризичните категории на населението со бесплатните вакцини. Миријана Мирчевска-Јовановиќ. За една недела потврдени 96 случаи на грип во Институтот за јавно здравје. Пријавената инциденција е под неделната граница на сезонската активност на вирусот на грип.
односно се уште не е достигнат прагот на влез во сезоната на грип, објаснуваат од ИЕЗ. Матичните доктори објаснуваат дека се уште нема метеж на пациенти кои се болни од грип, но дека има респираторни инфекции предизвикани од вируси и се со зголемена температура и кашлица. Се уште не се толку голем број на случаи по ординациите на матичните лекари и на педиатрите, како во претходната година. Има едно што го приметуваме намалување овој временски период ноември и декември во однос на претходните години. Најчесто пациентите се јавуваат со едно гребење во грлото, со една сува кашлица, течење на носот, одредено вид на главоболка, болка во коските и во мускулите. И најголем дел од пациентите поочекуваме зголемување и вистинска циркулација на грипот пред Нова година и во текот на новогодишните и божикните празници. Матичните доктори со апел, оние кои сакаат да се вакцинираат да го направат тоа поскоро, додека не е започната сезоната на грип, со цел да се создаде имунитет. Препораките се дека вакцинацијата на грип се уште може да се спроведува, но веќе почнува циркулацијата на самиот грип. Пациентите кои што пројавуваат респираторни симптоми, барем 2-3 дена да избегнуваат контакт со останатите лица кога се највирулентни, значи да не доаѓаат пред се со постарата популација во контакт, бидејќи вирусите и грипот многу брзо се шират меѓу популацијата. Министерството за здравство обезбеди бесплатна 4-валентна вакцина во вкупна количина од 80.000 дози. Вакцинирани се вкупно 76.000 луѓе од ризичните категории на населението со бесплатни вакцини. Само интервју на Антонио Милошовски во продолжение на Канал 5. За кратко со вас е Гоце Михајловски. Пријатна вечер.